Во рамки на изборната кампања, председателот на СДСМ Венко Филипче ги повика граѓаните од Крушевскиот регион и во вториот круг да го поддржат кандидатот за градоначалник од СДСМ Томе Христоски. Рече дека Крушево и Христоски се пример за тоа како треба да се работи во интерес на сите граѓани. Повеќе од 70-80 капитални објекти заслужено, водство во првиот круг, за жал за само 80 гласови, не освои мандат уште еден, меѓутоа тоа е јасната волја на граѓаните. И за жал нашиот политички противник со своето однесување во изминатиот период ВМРО-ДПМН со закани, со уцени, со подкуп, сметам дека нема да може што и да направат да ја поништат очигледната волја на граѓаните, кои што сакаат да видат уште еден мандат на Томе и неговиот тим. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски ги повика граѓаните на Пробиштип, но и на цела Македонија в недела да излезат на гласање што е можно помасовно и да го дадат својот глас онака како што мислат дека е најдобро. Моето денешно обраќање ќе го искористам да испратам порака и да замолам до жителите на Пробиштип сега во недела на 2 ноември да излезат што е можно помасовно и да го дадат својот глас онака како што тие мислат дека е најдобро. Но убеден сум дека кога ќе застанете позади параванот со пенкалото во рака и со гласачкото ливче пред вас, ако го слушате разумот и вашето срце и длабоко погледате во вашата душа, ќе видите и ќе препознаете дека таму извира бројот 9 и името на Тони Тоневски. Еднократна финансиска поддршка за сите пензионери во Центар, чија пензија не е повисока од 12.000 денари за сите нови корисници на пензија во општината, најави кандидатот за градоначалник на општина Центар Мирослав Лабудовиќ од Движењето Знам. Секој нов пензионер во општина Центар ќе добие финансиска поддршка во висина од 12.000 денари. Тоа е наш начин да покажеме почит, благодарност и грижа кон генерацијата што го изгради овој град. Пензионерите се гордост на Центар и пример за посветеност, упорност и човечност. Нивното искуство е наш компас, нивните совети се наш патоказ. Секој пензионер заслужува достоинствен и активен живот.